Социјалдемократскиот сојуз продолжува со представување на својата програма по градовите и другите населени места во Македонија. Денес сме овде во Виница, покрај ова има екипа која што е во Зелениково и во Ново село. Она што е интересно за Виница, значи денес имаме дел на програмата поврзан со прво со подобрување на деловното окружение, со оглед на тоа дека Виница има добар дел на развиено стопанство, мало стопанство особено. Значи би биле мерки од тој опсег, иако владата се фали дека има многу подобрано домашното окружение за водење бизнис, тоа не е така. Еве веднаш ќе ви кажам една мерка која што ја најавивме, тоа е во поглед на смалување на казните за прекршоци. Значи СДСМ спротивно политиката на оваа влада има намера да ги користи казните за прекршоци за почитување на законите, а не како мерка за полнење на буџетот. Казните ќе бидат намалени, преполовени по висина и покрај тоа ќе се користат само при случаи на повторено прекршување, а почетокот ќе биде со опомена. Нормално постојат и во програмата бројни мерки за поддршка на стопанството, за неговата конкурентна способност и особено голем број мерки за развој на малото стопанство, мало и средно стопанство, што е исто така доста интересно за случајот на Виница. А со оглед од друга страна пак на резултатите на владењето на ВМРО во овие години, друга тема која што е интересна за овој град е и делот од нашата социјална политика. Значи тука ќе представиме и тие мерки поподробно, беа представени пред некој ден на пресконференција, но мерките како што се државна социјална пензија, потоа во поглед на начинот на пензионирање на останатите жители, и онаа мерка што најавме, зголемување во текот на 4 години на социјалните давачки за граѓаните на 40%, бидејќи знаат граѓаните, сегашната социјална политика е таква да на граѓаните едва има возможен опстанок, дури ни тоа. Идејата не е да се за социјална политика држат граѓаните трајно во сиромаштија, туку низ помалку мерки на кои ќе бидат поиздашни, оние кои што се приматени на социјална помош да живеат понормално, да се вратат во средната класа и уште повеќе на младите да им се даде шанса да излезат од сиромаштија, а не трајно да бидат во тој сачаран круг, магевсан круг на сиромашти. Зошто се одлучи се на овакви директни контакти со граѓаните? Бидејќи нашата цел се граѓаните. И тоа е уште една од интересните работи. Како ни излегуваме со мерки, нив ги коментира владата, а ние не се обраќаме на владата. Ние им се обраќаме на граѓаните, они се на крај оној арбитер кој што ќе види кој има подобра понуда. Овој регион е и земјоделски, дали размислувате и на тој дел да ја представите програмата? Секако и на тој дел. Нормално тоа ние вчера во Градско представивме делот на земјоделие, овде тоа ќе биде дополнение на овие мерки што ги наведов, така што сето она што е интерес од граѓаните. Но и уште една работа која представуваме програмата, ние уште повеќе сакаме контакти со граѓаните, да ги чуеме нивното мислење, не само за тој што проблеми има, тоа го знаеме, туку кои решенија ги знаат. Граѓаните знаат најдобро кои се за нив најдобри решенија и ние ги слушаме, а потоа внимателно селектираме и вклопуваме во нашата програма. Затоа е овој цел караван, да ги слушнеме граѓаните и така да ја досоставиме нашата програма. Значи дека представувањето на оваа програма е подготовка за некакви наскорешни предвремени избори? За нас е ова представување на нашата понуда. Дали ќе има избори или ќе нема, ние во моментот воопшто не се замараме со тоа. Нека се замара некој друг. Ние ја представуваме нашата понуда.